Пријатели, добредојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Знаете дека јас сум вашиот домакин, јас сум Елена Митева и заедно со мојот драг колега Љупче, односно DJ Брик, ќе бидеме вашиот тандем за вечерва. Што значи дека имаме подготвено одлична музика, имаме подготвено одлични гости, имаме подготвено една одлична атмосфера и енергија која што ќе сакаме да ја пренесеме, се разбира, од овде, од оваа страна на камерите, до секој еден од вас кој што се од другата страна на камерите, односно во вашите домови, дали сте си залегнати во вашите фотели, дали не гледате од кревет, дали не гледате од каде и да е, сеедно, важно е да бидете на оваа фреквенција и да следите уште една фантастична епизода на Фидбек со Елена. Нема како да не ме фатите да не си подиграм или подрипнам на оваа секогаш numera која што е некако најавна шпица. Мислам дека ја видовте мојата прва вечерашна гостинка според фотографиите и веќе ја познавте, но сите оние кои што не ја знаат или сакаат да дознаат нешто повеќе, би ја најавила како една прекрасна дама, жена змеј би рекла, или змај, ајде да видиме, не знам кој е правилно македонски, жена со големо Ж, значи жениште, кое што едноставно знае да плива во оној бизнис свет, би рекла. Жена која што знае точно што прави, која што работи со пулна пареа и која што секогаш имам чувство дека е на вистинската насока. Жена борец, лидер, одличен менаџер, посебно во бизнисот со брендирани наочари или очила, собственичка на Диоптра Оптикс. Нема да должам многу, станува збор за Марија Костуранова. Марија, повели. Овде ќе се поздравиме. Добро ми дојде. Повели. Како си ми на почеток? Одлично. Значи, знаеш дека се воодушевив кога ми кажа и кој ќе биде другиот гостин и на твојата позитивна енергија која што премногу ми недостасува од времето на утренска и со воодушевување дојдов во овој нов твој проект кој што навистина е секогаш со прекрасни гости и ми представува задоволство што сум тука. Искрено, многу внимателно ги бирам гостите, морам да го признам тоа, со оглед на тоа дека сте луѓе кои што сте апсолутно вредни, не само како единки, туку вредни и за општеството, вредни и за државата да го види и да го почувствува тоа што имате да го кажете. За почеток одиме со некои така малце по шашави, би рекла, прашања. Ако? А потоа ќе си седнеме на позиција. Кажи ми, Струмица или Скопје? Скопје. Добро. Зошто? Тука би го додала, можеби, ако беше како опција Загреб, затоа што ја повеќе се чувствувам загребчанка, дел од Загреб, отколку струмичанка. Иако нема да веруваш, по лична карта сум се уште струмичанка и сум многу некако локал патриота, после менување држави, менување градови, да, се уште и ја сакам на некој начин Струмица и ми е чест што сум во таа Струмица кај што сум пораснала и било моето детство, но за жал веќе некако не се чувствувам дека припаѓам. Не дома. Не се чувствувам дома, да. Така. Ако некако, како вела, домата ти е кај што се чувствуваш најопуштено, најубаво дека припаѓаш, тоа дефинитивно е Загреб. Па на второ место ми е Скопје, па Струмица. Така, интересно. Валентино или Гучи? Одно за научаните зборуваме сега. И за очилата, и за стилот, дефинитивно Валентино. Валентино, и повеќето мои очила се Валентино, некако ми се поелегантни, поотмени, помеѓу Етнија и Ребан? Дефинитивно Етнија, Барселона. Ги обожавам за тоа што и многу ми е мило дека докажавме дека Етнијата е прво бренд со душа, второ дека е подобар квалитетот од Ребан и сме единствена држава што го поби и тоа далеко со огромна разлика го победи Рейбан, што важи некако за најпознат бренд за очила, некако Рейбан го поистоветува со Кока-Кола. Така, кога се кажеше Рейбан, беше закон. И сега ние баш онака имавме некоја тешка задача да го пробиеме Етнија Барселона и веќе сме со огромни резултати, например 10 и повеќе. И затоа дури на светско ниво не даваат за пример колку
толку докажавме дека не е само клиентите да барат нешто под дефолт, нели, Јас лично го обожавам, мислам, како бренд. Ход кутур научари или некој по-стрит вајб? Он е екстравагантни. Тука би кажала и двете, зависно од стилот. И јас знам да ставам за спортски настан, окле или спортски очила. Лично повеќе се чувствам поубаво со урбани, поедноставни очила. Ретко кога имам потреба јас лично да ставам некои погламурозни очила, поекстравагантни. Дури имав една изјава која реков: "Зошто не носиш Cartier?" Велам: "Па не сум доволно созреана и стара за да го носам тој бренд." Сепак сметам дека за одредени брендови треба и да ти лежи статусот, тие очила представуваат некаков статус и затоа најубаво е со што вие се чувствувате дека е вистинското. Едноставно ти прибаѓаат и научарите се дел од стилот, од тебе дефинитивно се дел од стилот, научари за сонце или диоптерски очила? Тука би била малку демагог, затоа што јас лично имам висока диоптрија, секој сум со контактни ленти, само по дома ги носам очилата, затоа што сакам секој да имам очила за сонце. Дали да бидат со некоја нијанса и сончеви, секогаш ми е преубаво кога ќе видам некој со штосни убави диоптрийски очила кога ги носи, кога му даваме и на некој начин карактер, и прикриваме, и истакнуваме одредени работи. Најубаво е можеби и комбинација. Има такви кои што може да бидат со клип или со фотохроматски стакла. Така, па да се и користат и како едно и како друга опција. Во светот зборувам дека секогаш луѓето придаваат значење во оптиките на диоптрийски. Дека и нас се уште луѓето за диоптрийски не даваат толку значење колку на сончевите очила. Би требало да е спротивно, би требало, затоа што сепак диоптриските очила ја имаат и функцијата. Се работи, така ја имаат и функцијата. Не е само моден детал или нешто што би отсликало како стил или карактер, туку сепак се медицинско помагало. Јасно. Солена или сладка храна? Солена. Јас, ако не каснам солено, како да не сум јадела. Не сум многу љубител на сладко, ретко да ме фати мерак. Добро. Твој омилен бренд на очила? Од сите што ги поседуваш, да речеме, или со кои што си се сретнала? Па еве Валентино, имам доста очила, сега навлегувам. Имам едни булгари што си ги носам, ги сакам и некако најизносени очила ми се некои 4-5 години од Балман. Очилата кои што се црна некоја класика и секако од етнија Барселона. Нив ги имам баш плејада со бои, црно-бели, вакви и такви. Ти доаѓаат клиенти како мене и како други од гостин кои што се уште нема да го откриеме. Какви очила би ми дала мене, според карактерот, какви на господинот после тебе? На господинот дефинитивно, што ќе ни препорача. Дефинитивно би му дала некоја француска класика, затоа што ми е баш така. Така некако француски тип, да. Некои црни со едноставна линија, без некои многу детали или видливи имиња, значи тоа би било изборот. За тебе би одела да бидат стаклата не толку темни, некои градуирани, некои топли бои, да ти одговарат. Око мора да се види. И да се види окото, дефинитивно. Да, со така, некоја нијанса на кафено-розеникава, баш како шминката, и некои што би биле дури по-масивни, поприметни. Така нешто би одбрала. Супер. Марија, фала ти, се гледаме на позиција. Ти благодарам. Да, веќе го видовте и мислам дека сите го препознавте. Станува збор за еден
прекрасен човек, повторно ќе кажам. Многу се радувам што имам вакви убави гости вечерва. Гости кои што ретко можам да ги соберам па посебно на едно место и посебно се радувам што се заедно во Фидбек со Елена. Тој е нашиот најпознат моден дизајнер. Ако почнам да зборувам за неговиот опус и за неговата работа, веројатно ќе ми требаат 2 дена. Меѓутоа, ајде некако во кратки црти да кажеме дека е човек кој што работел во можеби нашите најеминентни институции, од Македонскиот народен театар, преку Театарот за деца и младинци, Македонската опера и балет, во многу телевизиски куки. Потоа да не изборуваме дека работел на многу проекти надвор од државата, како што се Лајпциг, како што е Болшој во Москва, како што е Република Кина и еден куп други институции, сега дали се тоа опери или театри, ќе ни каже самиот тој, меѓутоа нема да должам многу. Човекот кој што навистина е вешт со неговите раце, има стил, има око и секогаш ги прави луѓето да изгледаат муа. Станува збор за Александар Ношпал. Како си ми? Ајде, добро дојде. Најдов. Виде каква најава сум ги спакувала. Најавата топ, само го пропусти Парис. Тоа е Парис. најбитната институција, опера Гарниер. А го имам негде напишано, ама добро, нели, не секогаш можеме да... Ама го имам па во прашањата. Да, во право си. Така е. Прво, како си ми? Добро, дали одлично, супер, да, одлично, малце посебен бурен период, малце одмор и така. И така сега повторно треба да се почне, нели, пред нова година. Пред нова година секој ќе те нападнат, тешко тебе. Има и други проекти и така натака, ќе зборуваме подоцна. Да, не спомена во најавата дека си бил и декан, и професор, и по костимографија, и по дизајнерство и така натаму. Ако треба да одвоиш меѓу декан и професор, што би било тоа? Па декан и професор, декан е само професор е, да речеме, мисија. Да се биде професор е мисија. Тоа е теоријата која што мојата покојна мајка, Катерина, која што беше професор, пред да стартувам да бидам професор, ми го кажа тоа. Да се биде професор е мисија, професија која што има своја мисија, која што има своја цел. Не се работи за пари, не се работи за... Јако треба да биде платено, нормално. Меѓутоа, идејата да се биде професор е да се пренесе знаење. Дека декан е една функција, која што е на факултетот, која што е административна, која што го води целиот факултет, еден вид на, да речеме, на директора, да речеме, поддиректор на факултетот, кој што ги менаџира сите секојдневни проблеми, работи кои што се случуваат на факултетот со студенти и така натака. Така да нормално дека да се биде декан, јас никогаш не сум ги сакал функциите, иако доаѓале ке мене така некако спонтано, секако дека да се биде професор е многу побитно. Така. А кога би требало пак од друга страна, точно дека се тесно поврзани, меѓутоа кога би требало да одбереш помеѓу професор и дизајнер? Тоа е малце тешко. Тука е малце тешко, бидејќи јас сум човек што сака да работи на повеќе полиња. Не се задоволува со работата на едно поле. Иако сметам дека мојата најголема мисија и најголемата работа што сум ја постигнал во животот е да бидам професор, односно го пренесувам знаењето. Сметам дека тука сум не само најјак, туку најспособен и тука се остварувам најмногу во моментот. Меѓутоа, од друга страна, доколку не е дизајнот и доколку не го работам она што го сакам, посебно костимографијата, сметам дека нема да можам да се избалансирам како да бидам добар професор. Бидејќи за мене во нашата професија, во применетите уметности, да се биде добар професор е постојано да се работи на страни, да се пренесуваат моменталните, актуелните искуства на студентите. Професор во дизајнот теоретски, нели, кој што седел, кој што нема некакво CV, кој што не го надградува своето CV, за мене не е добар професор. Се служувам. Болшој или Гарниер? Секако Гарниер. Зошто? Неспоредливо е? Неспоредливо е. Зошто знаеш како ќе се спомене Болшој исто? Па да, Болшој е театар кој што, нели, пред сега за жал не отидов во Болшој, во Москва, бидејќи не тогаш беше ковидот и не ни дозволија да одиме. Така да таа представа е работев онлайн. Јако имам убаво искуство, меѓутоа дефинитивно поради тоа што Опера Гарниер е една институција која што е најстара во област на балетот,
не само што е најстара, туку и има своја структура, како се работат костимите, како се изработуваат костимите. Многу е блиска до техниката што ја познавам јас и сметам дека нешто што е совршенството, нешто што е најдоброто во област на изработка на костимите во балетот, операта и така натака, тоа е Франција, посебно нели во... Затоа француски научари, видиш, Марија, знаеш што да ти даде. Да. Добро, висока мода или улична мода? Малце тешко прашање. Јас дефинитивно сум фан на високата мода. Високата мода, високата мода е нешто што јако не е комерцијално, јако не е нешто што можете лесно да го продадете, меѓутоа е нешто што ви дозволува да експериментирате, да видите, да пронајдете нови техники, нови начини на изработка, да си ја видите мајсторијата и можностите колку можете да ги пробиете сите бариери на невозможното во изработка на облеката. Така да тука буквално секој модел е посебно парче кое што го работите со немате правило. Треба да имате големо искуство и нормално дека треба постојано да се експериментира, меѓутоа тоа бара време и токму заради тоа и моделите на висока мода се многу скапи. Иако не можам да кажам дека прет-а-портето не представува еден вид на нешто што исто ме будно го следам и го сакам, бидејќи тој спој помеѓу високата мода и она што е реалноста. Мислам, бидејќи од високата мода, од она што се прави во високата мода, понатака дозволува да се направат убави парчиња во прет-а-портето, бидејќи ова служи за експеримент во кроевите, во изработката и понатака тоа е многу лесно да се систематизира и да биде нешто носливо што ние го носиме денеска. Така. Си работел во театар за возрастни и во театар за деца и младенци. Што би одбрал? Малце тешко прашање. Нормално дека јас не би правил никаква разлика тука во однос на тоа дали би работел за возрастни или за деца. Иако морам да кажам дека децата се извонредна публика и секогаш ми е драго да работам за деца. Одамна не сум работел детска представа, морам да признам. И не знам зашто, морам исто тоа да немам одговор на тоа. Најверојатно не сум бил поканет одамна. Меѓутоа, морам да кажам дека моите најголеми, најубави впечатоци, моите почетоци се означени со театар за деца и младенци. И тоа некако го сметав долго време за мој втор дом. И го сметав за нешто што е моја матична куќа и за нешто каде што потекнувам јас. Бидејќи тука имагинацијата ја ставате на отворено, второ треба да се сведете на нивото на децата, на детскиот ум, на нивното разбирање, а воедно исто да им дадете начин како да прецепираат креативно и како може одредени символи да ги сатат креативно. Знаете, кај децата волкот е волк. Така. Принцезата е принцеза. Сега да направите некоја дистракција од тоа, треба навистина да имате умешност, да знаете да го направите тоа со одредена доза мерка, за да може децата да разберат во исто време да сватат дека принцезата може и поинаку да изгледа. Станува збор, така е. Том Форд или Александар Маквин? Александар Маквин. Добро. Тука не станува збор. А омилен дизајнер на сите времиња? Кристобал Баленсиага. Одлично. Парис, Лондон или Њу Йорк Fashion Week? Парис. Дефинитивно Парис. Парис до ден денеска е нештото што мислам во Лондон се развиваат одредени таленти, во Њујорк е нешто што многу продава, меѓутоа дефинитивно ако сака да бидете на врвот на листата, тоа е Парис. Се гледаме на клип. Чека да се видам како ми стојат научариве. Мислам дека е добро. Ноки оценка? Мене многу ми се допаѓа тебе и јас. Нема подобра работа наместо да одиш во диоптра, да си дојдеш Марија да ти донесе вака научени, да си речеш бираш што си купиш. Значи као приватен фитинг имаш, не знам како да кажам, као приватен бутик. Побрзо би дошол на како беше Мухамед до планината, планината до Мухамед, отколку Мухамед до планината. Тие црвениве на Карминот. Благодарам. Ти легна. Некако не сум за округли, ама така се договоривме да бидеме и многу што сите сме тројца со округли во моментов и
и мора да... И така сега требаше таман да нарачам научари за, пошто бидејќи наблиску не гледам. Еве Сите Супер Марија ми одбрава. Сите веќе оќераваме. Одлично. Сека си дојдам кај низа само да ми ги направи. Значи пелисар ше прегледа многу и да ми автентични. Ама направи знаеш за што е ми многу стави. добро ти стоја? Да, Многу си супер. интересни. Многу се автентични. Многу Овие си ми се интересни, многу омилени. се... И таман некако на Не карактерот. сум носел, да, не сум носел округли многу често, И така е јас. овако, меѓутоа гледам дека добро би стоја, да. Добро, значи И па доколку како имаме... беше таа, без добра позадина, Да. не може да не изгледа добро. Точно. Сега јас су научари прво еднаш да ги најавам уште еднаш моите вечерашни гости кои што им се радувам реално што се овде во студиото и се разбира да си го започнеме разговорот онака како што е редот. Јас овде сега ќе ги трнам научарите, а чисто за да се вратам во нормално, а научариве Мацо навистина ми се допаѓаат. Искрено. Мило ми е. Сега, никако секогаш ми се намитнува прашањето од каде, како започна целата ваша приказна со ова што го работите денес и со ова што сте денес. Или многу мина ќе кажат и од дете сакам да го правам тоа и од ова, кога беше оној момент кога знаевте дека тоа е тоа? Тој пресуден момент. Се едно, може Вака сега, било. ние имаме заедничка историја која што е многу Знам кога интересна. ми кажате, викам, од каде сега вие Така двајца да. заедно? Имаме, Така да. Значи јас не сакајќи не заеднички споих Така да всушност. ние имаме Прво значи, сме генерација, да, двајцата, двајцата, второ, да. значи, заедничко што не, дека и двајцата сме формирани како личности во некој метрополи сега на Саше, каде поголема пари од Загреб, но мило ми е што Марија, сме јас се знам, јас да речеме, се знаеме со Марија сосема од почетоците уште пред да дојде од Струмица, нели, јас бидејќи мајка ми е струмичанка. И првата диоптера ја знам од Струмица, не во Скопје. И се сеќавам дека буквално дека првата диоптера кога се отвараше во Скопје бевме комплетно инволвирани, бидејќи толку бевме воодушевени, одевме специјално во Струмица да купуваме научари. Дури мајка ми се сеќавам дека уште тогаш одевме специјално да бараме оквири. И тогаш буквално бев инволвирани во првото постување, во промоцијата на диоптери и така натака, мислам буквално. Јас да кажам за приказната моја, многу ваква интересна за самите почитаци, дека од секогаш така некако бев да штрчам, да се издвојувам, посебно во Струмица, како да се умете. Така судбината одлучила, ме фрлила таму. И уште кога бевме на таа некоја екскурзија од школа, јас бев воодушевена од Загреб. Се поклопи тоа да имам на физика олимпијада тема оптика и стварно си ја направив онака со срце и со награди и со се, бев првенец на генерација. И некако на мајка ми дека сестра ми носеше очила, ми спомна сакаш ли да одеш на оптика во Загреб? Јас девојче од 14 години и јас сакам. Не сакам да останам во Струмица и така некако еве и во војната и во се. Отидов во Загреб, почна војната, се вратив. Имав на некој начин струшени некои соништа, требаше понатамо да напредувам, но за жал едноставно беше таква ситуацијата. И секој еден можеби би западнал во некоја депресија или нешто, а јас одлучувам во тој момент на 19 години јас ќе отворам диоптра и ќе си ги остварам сите планови, соништа за едукација, до едукација, напредување и така натаму. Така што, ете, ја отворив диоптра од мои 19 години и не зажалив за тоа. И мило ми е што од сам почеток си има визија и ги терав работите со иновации. Значи, прва го донесов авторефрактометарот што беше за прегледи. Бев првиот контактолог, бев значи со првите персонализирани леки. Многу работи, први колекции, што во тоа време некако беа тука луѓето само слушнале за тоа. За такво нешто, и ги донесов, значи јас во тоа време ја донесов Лагерфелд колекцијата и други некои што доаѓа од цела Македонија. Жан-Пол Готје со првите Гучи маски големи што беа во бои. Значи се што беше иновација од светските писти беше достапно во таа некоја розева оптика бајка што јас ја отворив во Струмица. 2000-тата се пресели во Скопје и понатаму се историја. Приказната ми е интересна дека секогаш сум имала некои високи соништа, високи критериуми, да кажам,
и сум ги следела тие. Многу пати ќе ми кажале, ама ова е премногу, ама ова во Белград го нема, ова во Загреб го нема, во локалните метрополи. Како во Скопје така некако као со подценување, но ете сме покажале и докажале дека може да како успеат нашите луѓе разбираат, и како да. луѓето знаат, и кога нешто го посакуваш од дното на душата, сигурно ќе ти се оствари. Така е. Нуки, како започна кај тебе приказната воопшто со дизајнирањето? Кај мене започна, не знам, многу мина ми имаат прашано како има започнато, едноставно природно има дојдено, како, немам поима, јас бев дете кое што беше заинтересирано за многу области во уметноста. Тоа беше и музика, и драма, и глума, и облека, и цртање, и така натака, и играње. Меѓутоа, некако најмногу ми лежеше, некако најмногу уживав во правењето на театри дома, на правење на некакви макети, бидејќи татко ми беше инженер-статичар, мајка ми беше професорка на правен факултет, сосема нешто што до ден денеска јас не го разбирам, брат ми е повеќе по таа област, нели? Меѓутоа, од татко ми, од семејството на татко ми, да речеме, дојде оној момент на минуциозност, на играње со, да речем, ужива во цртање со рапитографи на проекти, бидејќи татко постојано ги црташе рачно, во тоа време не постоја компјутери, нели? И носеше, работеше доста често надвор во странство, носеше огромни кутии, рапитографи, нели, црташе планови и така натака, нели, оние што се птиче перспектива планови на станови, така натака, и секогаш ме интересираше како тоа функционира. И таа минуциозност, таа деталност, тој момент на трета димензија, втора димензија, како тоа се реализира, дојде од таму и некако тоа се поврза со модата, со облеката. Јас би дополнила тука, дека ја познав тетка Кате, која беше вистинска дама, дека афинитетот кон модата и префинетоста и она елеганцијата ти е од мајка ти. Мајка ми сакаше да се облекува, да. Си работа, мајка ми сакаше да се облекува, тоа де факто секогаш беше дотерана. Има нешто од двете семејства, јас не викам не, меѓутоа сакам да кажам дека генерално ете така сосема спонтано дојде во еден момент јас да одлучам, посебно да речем од својата 5-та, 6-та, 7-та година, да речем да почнам да цртам тоа што сакам да го цртам, нели девојки, модели и така натака, и да речем јас сакам да бидам моден дизајнер. Што беше тоа, како беше тоа воопшто, можеби не беше во тој момент јасно. Меѓутоа почнав да се информирам и ете желбата ме однесе дури во невозможните услови, 91 година, 92 кога беше војната, да јас буквално истраеме и со нормално со поддршка на моите родители, бидејќи без поддршката во тоа време. Да, во тоа време поготово така. Многу беше тешко да се направи, така да татко ми реши дека едноставно ќе оди да работи повторно надвор, Запорожје, за да може да студирам во Париз. Така. Успев да се запишам, ете таму отидов, нели 3 години во едно завршив по моден дизајн, моделирање останав 3 години. Или тоа се беше ретковост да се случи во Париз во таа еминентна школа ЕСМО, до ден денеска една од најголемите школи, така е поднатака кариерата. Си движи во насока во која што движи. Колку може, јас верувам дека нашите генерално и уметници, сега посебно за вас двајца зборувам, луѓе кои што се бават и со бизнис, луѓе кои што се бават и со дизајнерство и слично, колку односно сметам дека можеме да се носиме рамо до рамо со светски дизајнери или со светски бизнисмени и така натаму. Кој е вашиот став во однос на тоа и колку, да речеме, вашата работа повеќе се цени овде и дали повеќе се цени надвор? Марија, ти ќе одговори? Ајде прво ти. Затоа што многу често знаат да кажат, нели, дома е најтешко. Обично дома е многу тешко да се успее и слично. Елена, дизајнот, талентот на дизајнот, она што треба да се поседува еден човек за дизајнер, да биде на светско ниво, тоа е нешто што нема никаква ниту географска одредница, ниту национална одредница и така натака. Човек што е талентиран и се докажал, имаме да речеме многу познати дизајнери кои што успеале во светот, како што е Маријан Пејовски, Горан Пејковски и така натака. Луѓе кои што еве го со македонско потекло и Матичевски, да речеме, во Австралија. Така да потеклото ние имаме голема генерално како мала држава, како мал регион, имаме голем потенцијал, меѓутоа проблемот е што дизајнот, генерално не само модниот дизајн, секој вид на дизајн бара постојано надградување.
Дизајнот бара да човек да има една интелектуална подлога и секогаш да ги поврзува работите на поинакво ниво, во концепт, да ја става облеката во контекст на современите случувања, во контекст на современите обштествени збиднувања, културолошки. Тоа е всушност теоријата на модата што го гледа, а многу малку од нашите моментално дизајнери го прават тоа. Тие прават нешто што сакаат, меѓутоа некако како да не ја гледаат светската сцена. Не дека нема кај нас, да речеме, јас сум воодушевен пред некое време слушнав дека Лудус, нашиот бренд Лудус, Драган Христоф или Гаго, мој другар кој што е го повика словенците, му дадоа простор, нели го зема. Браво, се радувам на такви успеси. Да го, нели веќе Лудус веќе ќе стане словенски бренд, нема да стане македонски, зашто бидејќи нашата држава не знае тоа да го заштити. Тоа го кажувам, значи ние сепак имаме некакви ограничувања овде. Кај нас ограничувањата се големи бидејќи во оваа држава единствено што ги интересира луѓето е политиката и нели и како да кажам, и она што културата и уметноста се ставени на најниско ниво. И многу ретки се вакви моменти кога ќе се види, кога ќе се спојат, да речеме, луѓе како што е Марија и така натака, која што многу често ги поддржува настаните. Јас многу често Марија, да речеме, ги поддржувала моите модни реви. Тоа многу малку луѓе го знаат. Всушност, ја на секој модни реви имав многу убави научари и така натака. Па на некој начин сме поврзани. Значи, јас сметам дека очилата се на некој начин дел од модата и се детали и отсликуваат свој стил. И тука навистина треба да го препознаеш. И споредбата на Лимберг, еден од водечките брендови што го застапуваме, баш е тоа tailor-made. И таква е споредбата дури дека очилата тотално може да се ги персонализираш според твоите потреби, според твојата конституција, како да ти некој шие одело по мерка. Така да има некој спој и поврзаност. Јас во поглед... Извини, доврши, слободно. Може да си се надоврзувате, не... Јас сум од тие што ме викаат tough lady и што докажувам дека ако ќе ни кажат секогаш вие сте мал пазар, вие сте, еве сега конкретно за Етнија Барселона што го направивме шопинг-шоп, па кај ова во Барселона ли е, не во Скопје, а кај е Скопје во Македонија, а кај е Македонија, значи буквално не знаат од светски рамки каде и што е. Но еве се отвори првата. Вакви луѓе не откриваат и каде сме и тоа значи во свет шопинг-шоп се отвори во Скопје по моја иницијатива или по моја некоја да кажам тврдоглавост, упорност и така натаму или тој мој на некој начин пркос да не се чувствуваме дека сме нешто мали и цело време да сме понижени, посебно од соседите во регионот. Ја многу трпам обструкции, фрустрации од колеги што не се дали застапници, дали било што посебно во областа, затоа што им е криво како сега во една Србија не размислуваме така или не работиме. Види сега Марија тоа нели го донесе или го прави или покажува некоја сила и моќ на една шака народ. Но еве не даваат за пример. Значи не даваат за пример во многу сегменти и во поглед на стаклата и во поглед на новитетите и секогаш нешто кој ќе се појави да е светски новитет, дали за технологија, дали за некој бренд и кој ќе ми кажат не бе, каде е толку високо леташ? Па нема шанси, нели, да бидеме реални. Ако мора да летнеме малку високо, некогаш што велам, некогаш со глава во зид, не сега дека се е толку бајно и сјајно, но сметам дека кога нешто го посакуваме, дека има и така можност да се докажеме и да се покажеме. Сакам Александар да го прашам. Кралскиот бренд овој што е Лимберг, многу интересно беше дека баш го посакував и они не беа заинтересирани воопшто за регионот. Кај сега кралицата Елизабета ги носеше и некои врвни имиња, каде во Македонија ќе се продаваат тие очила кои што се од 500 евра па до 20.000, 50.000 евра имаат модели. Но ете, среќна околност беше да баш го запознавам случајно CEO-то на главниот менаџер на тој бренд на еден светски саем
му придов, значи беше воодушевен од оптиката која се отвараше Мериот и така некако еве го донесовме тој бренд и не сгрешивме. Значи иако е навистина луѓето знаат да оценат кога нешто има посебен дизајн или би сакала, Александра, да го прашам, дали повеќе уживаш во процесот на работа? Значи, сето намачење, креирање, сечење, шиење, игли, боцкања, ножици, повреди и слично. Дали во тоа или во оној финален производ, продукт? Не, јас генерално не ги сакам ревиите. Значи, не дека не ги сакам, за мене ревиите се нешто што се и целиот тој генерално модата не, јас не ја засакав модата или не влегов во модата заради слава. Да се разбереме, многу пати мене луѓето ми рекле, генерално младите луѓе кои што влегуваат сега сакаат да постигнат некој успех и ја работат модата бидејќи сакаат да станат некој нешто. Так. Јас сум од оние дизајнери, ретки млади, да речем затоа и го спомнав Меквин дека ми е еден од милените Баленсиага, Кристобал Баленсиага. Тоа се Мадлен Вионе, Мадам Греј, така натака, тоа се дизајнери кои што ја работеле модата заради тоа што сакале нешто да постигнат и да направат модата. Го сакале самиот процес на создавање во модата. Јас сум човек што ужива во создавањето. Иако е потешко. Тоа е најтешкиот дел. Најкомплицираниот. Јас ќе кажам дека, знаете како, стилистите се неминовна и неизбежен дел од денешниот систем на модата. Меѓутоа, работата на стилистот да ги одбере парчињата кои што ги создал некој друг, бидејќи времето кога јас студирав и додека почнам додека почнам да студирам и студирав, ја се уште бев дел од времето на големите мајстори, на Убер Држиванши уште работеше, Ив Сен Лоран работеше, значи воопшто да речеме ЛВМХ корпорацијата не постоеше. Значи самите дизајнери, Кристијан Лакроа само што го отвори брендот во 80-тите, значи самите дизајнери беа луѓе кои што одредуваа стилистички, уметнички како ќе изгледа и ја диктираа модата. Денеска тоа го прават трендсетери, го прават инфлуенсери, го прават луѓе кои што него ни знаат процесот на создавање на модата. Кога ќе видите на Ким Кардашијан како ја омаловажува според мене, го омаловажува фустанот на Мерлин Монро, го става, дури го кине на ниво на еден настан. Едно такво дело кое што ќе видите, кое што е создадено, има своја историска некоја вредност, а тоа е ставено само за да се испромовира. Тоа е сигурно идеја на некој стилист, дури не гледа дали тоа може да се облече или не може да се облече. Тоа за мене е омаловажување и непочитување на трудот на работата на некои луѓе кои што го сработеле тој фустан и посебно на дизајнерот кој што точно е правен она што го рече Марија sur mesure или по мерка. Јас дури сакав тие пробните фустани да ги пошто Саше прави пробни платна и тоа толку убаво изгледа, јас викам дај ми го и тоа пробното би се го носела толку, значи дефинитивно човек што работи, јас до ден денеска тоа пробите кога ги правам, кога работам со клиенти, дефинитивно правам еден вид на пробна план, доколку веќе клиентот не ми е повеќе, да речем, да го работам повеќе парчиња, повеќе можам да видам што можам да не варира со килажа. Да не варира со килажа, меѓутоа генерално ако е нешто покомплицирано, дефинитивно се правам пробно платно од сосема друг материјал, од жутица што го викаат старите или на сирово платно. И тука ја гледам формата, ги правам сите корекции, бидејќи има одредени материјали кои што понатака не можете да ги коригирате во однос на тоа како ги работите. Така да процесот на значи она што е померка, изработката померка е еден многу тежок процес, меѓутоа јас уживам во тој процес. И за мене е предизвик, знаете како, да за одредено тело кое што не е совршено, да го направите совршеното. И да го направите тоа тело да изгледа убаво, па посебно на клиентот што го работите, да му го одредите стилот и да го направите точно она што му е потребно во тој момент за да изгледа најдобро, а не да го направите да изгледа. Така, овде ќе ја замолам режијата, имаме одредени линкови кои што не ги пушти ти. Јас би сакала Калигула, значи представата беше фантастична, доколку може да оди во позадина или пуштате било што.
од она што го имаме извадено, чисто да... Тоа е тоа што сега ќе го видите се представите кои што ги работам, генерално театарот. Ја театарот само да напоменам веќе кога го зборуваме, кога ќе пуштите линкови од театарот за да не чекаме. Театарот е нешто што го работам, што е најблиску до високата мода. Посебно балетот, посебно го работам балетот и сум познат во светот, обично ме викаат генерално за балетски представи, бидејќи многу е тешко да се најдат костимографи кои што ја познаваат технологијата на изработката на балетски костим. И не само на балетски костим, туку воедно и на технологијата на движењето на телото. Како костимот треба да се направи да изгледа физички, да изгледа визуелно тако како што треба да изгледа, меѓутоа воедно да може да се движи телото во тој костим и да нема препреки. Јасно, тоа е. И тоа е таа технологија, знаете, треба да бидете навистина изводен техничар и така едноставно спонтано ми стигнуваат сите понуди од надвор, бидејќи луѓето Беле се изам кога имаме вакви успешни луѓе, браво. Со тек на време го бараат она што го гледате и го бараат квалитетот. Одрижија веќе ми сигнализира дека времето ни се крати. Јас морам да го прашам Брик, значи ќе немаме време за музичките спотови кои што ги подготвивме. Меѓутоа ќе имаме време, да многу дрндуриме. Што е оваа работа? Многу има, не сме ни почнале, ни скреч не направивме, не ни гребнавме од сето она кој што вие навистина имате да го кажете. Јас повторно ви кажам, ова се луѓе кои што имаат зад себе опус, имаат зад себе работи кои што и 2 дена да ги зборуваме не можеме да ги дозборуваме. Меѓутоа тоа кажува за нивната големина и тоа кажува за тоа колку се тие вредни и зошто. Впрочем се и овде со мене вечерва. Брик, кои се твоите прашања до гостите? Ајде, едно кратко вака. Ајде. Во адолесцентниот период, скоро пред некоја година, ме интересира каков имидж носевте и каква музика слушавте. Добро, така е. Марија ќе почне или јас да почнам? Ајде. Дали бевте некој? Мене ми е редот, ама тука некаде сме го Ајде, Марија. Јас, значи, го сакав англискиот поп, дефинитивно слушав, значи, многу бев срекна дека му бев на концерти, го обожавам и ден денес ми е икона во музиката, Дейвид Боуи. Ги слушав Депеш Мод, значи, Дюран, Стинг. Тоа е. New Romantic, така се викаше тој. New Romantic, И се уште кога слушам таа музика, сметам дека 80-тите ја имаат најубавата вонвременска музика. Ако споредуваме мои мислења за музиката, после класиците Шопен, Моцарт, мислам дека 80-тите поп сме генерација срекна што пораснавме со убава музика. Да, MTV генерацијата, тоа е тоа. Што веќе се гаси, слушнавте MTV се гаси, јас се потресов. Викам како може младоста ни е. MTV е појава на 80-тите години, тоа беше првата музичка емисија која што се појави, која што не обедини сите нас и дури имаше кај нас во Југославија и Дубравка, како беше си го заборев презимето на белградска емисија која што беше хит месеца, која што беше слична на MTV, каде што ние буквално кај нас се промовира, нели, Оливер Мандич, Зана Нимани, нели, Додирни колена и така натака, значи имавме Очините не ги споменав, значи омилени ми беа Синди Лопер и Кейт Буш. Дури кога сакав некој за мојот еден јубилеј. Дали имам време за уште едно прашање? Немам. Последното? Може? Ајде, последното на брзина. На брзина, бидејќи е фидбек емисијата. Кој е фидбекот од ова што го работите и од ова што сте сега, во моментов? Ајде, Саша. Фидбекот е тоа да се променат работите тука во оваа земја. Фидбекот е да бидам секогаш среќен, задоволен и да бидам исполнет. Не е секогаш фидбекот можеби во позитивна смисла дека носи убави работи, може да носи и некои неубави работи, неубави моменти. Понекогаш малце повеќе можеби стресови и некои одлуки кои што сакаме или не сакаме да ги прифатиме или треба да ги донесеме во некоја стресна, во еден стресен момент. Меѓутоа, дефинитивно дека фидбекот е задоволството кога ќе го видите своето дело, дека некој го носи, дека тоа што сте го направиле навистина, дека тие што го носат дека се радуваат и се среќни. Без разлика дали ве сакат или не.
Тоа е најмалку важно. Во случајов Марија? Во мојата работа најголем фидбек или на некој начин сатисфакција ми е тоа што кај одредени луѓе, веќе трета генерација на, значи доаѓале мајка и татко, па доаѓале, значи нивните деца, па сега доаѓаат нивните внуци. Кога веќе ќе видиш ти дека остваруваш и ги имаш за лојални клиенти 3 генерации и со нив споделуваш се и се што и се знаеш и како и што и веднаш ти препуштаат ти најде ми го решението, ти знаеш што ми треба или како ми треба, за мене е најголемиот успех и навистина и ден денешен, да цитирам еден покоен струмичанец, велеше кај тебе, Марија, се чувствува тоа дека работиш со љубов. И сметам дека љубовта ни е основен двигател кон професијата и неминовно е ако нешто го сакаш дека ќе имаш успех. И дека ќе имаш позитивен фидбек. Некогаш точно е негативен, меѓутоа најчесто љубовината е позитивниот фидбек, бидејќи мораме да се одјавиме, ќе ме утепаат. Влеговме, може вака со научарите да се одјавиме? Може, добро. Повторно да ги ставиме, да. Ви благодарам многу. Благодарам, Елена. Прекрасни бевте. Се надевам дека и вие уживавте заедно со моите вечерешни гости. Се надевам дека и вас ви беше убава. Некако брзо ни летна времево, но овде ве поздравуваме и се разбира се гледаме следна сабота.